Во клиничката болница Аџибадем Систина деновиве се роди 20-јадитото бебе. Среќната мајка по четврти пат донесе на свет здраво бебе. Прв пат момче. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ разговараше со доктор Гордана Петровска, гинеколог акушер. Секое дете ни е многу драго, меѓутоа посебно е убава приликата кога ќе ви се породи 20.000-тото дете и мајка која што 4 пати довербата ни ја дала нас. Станува збор за мајка четвртородка, ќе го открием нејзиното име затоа што она дозволува, се вика Славица, има родено 3 девојчиња, сите во нашата болница и сега го роди четвртото дете, кое што е машко, нека и се здрави и живи сите. Така, докторка, овде ќе има среќа 4 здраво родени деца. Знаеме дека бременоста е еден предизвикувачки период во животот на жената, но и многу често слушаме за предвремено родени деца. Што треба да се знае, кога да се реагира, како докрај да имаме едно здраво дете со добар живот? Значи, постојат причини кои што можат да доведат до предвремено породување. Прво е возраста на мајката. Знаеме дека сега сите сакат да се реализираат и на професионален план, остануваат многу подоцна бремени, така да факторот возраст е сериозен фактор во прематуритетот, затоа што васкуларизацијата на матката, квалитетот на едните клетки не е ист како кај млада мајка. Меѓутоа за се има решение. Исто така се аномалиите на матката, кои што треба предходно да се детектираат, предходно да се одат на контроли, и инфекциите. Тоа се трите фактори кои што се најчести. Меѓутоа, во денешно време, секоја мајка ќе биде препорака, секоја идна мајка првен треба да направи една консултација со својот гинеколог, добро да се припреми и на тој начин бројот на предвремено родени деца дефинитивно и одговорно тврдам дека ќе биде намален. Ние отворивме еден центар за пренатална диагностика, високоризична и патолошка бременност и навистина можеме да се пофалиме со една импозантна бројка на намалување на бројот на прематуритет. Али зборувам, тоа се за пациентите кои што цела бременност ја водат кај нас. Јас сум многу среќна што младите генерации навистина доаѓаат, прашуваат како треба да се припремат, што све треба да направат пред да запат. Тој број не е многу голем, меѓутоа е добро што има позитивен раст. Што кога ќе се роди детето предвремено, сега веќе постои таква, да кажеме, наука во медицината, каде што и дечиња после 22-та, 3-та недела гестацијска имаат нормален живот. Тоа е точно. Ние имаме среќа да имаме центар за неонатална интензивна нега и навистина докторите се спремни и технички и медицински да ги прифатат и најмалите новороденчиња. Имаме новороденчиња и од 790 грама.